Добар ден. После 2 недели, нова епизода Просторитет, епизода број 6. Оваа тема односно фаза проводувањето, но малку ги измешав, требаше да биде проводување па прозборување, јас ги направив прозборување па проводување, но се надам дека не е толку страшно. Повторно одиме со кратка епизода, повторно одиме со едно интересно прашање, а прашањето е кога си проводел на кај си тргнал, зборуваме за одењето, за пешачењето, за многу едноставни, но интересни работи на крајот од денот, нели? Нема да должам многу, ќе испратам поздрав до нашите подржувачи, до Feng Shui Buddha Shop, до Викса Славковски и до Нов Бран. Секако, Просторитет епизода број 6. Уживајте, споделувајте, срцнувајте и се останат. Поздрав! Заборавив во најавата да кажам дека Просторитет е емисија која ги обработува сите фази во животот, почнувајќи од раѓањето, па така во оваа епизода ја обработуваме фазата проводување. Поради тоа што заборавив да го споменам во оригиналната најава, одлучив да го доснемам овака кратко, така што тоа е тоа, да. Просторитет е потреба за напредок во определен простор, тој простор е умот, тој простор е домот, тој простор е општеството и на крајот тој простор е Македонија. 6-та епизода, уживајте. Развојниот процес на проводување вклучува неколку клучни чекори. Прво, бебето мора да развие мускулна сила и координација потребни за стоење. Кога бебето ќе почне да стои со помош на мебел или родители, полека ќе почне да експериментира со одењето додека се држи за потпора. Ова е почеток на учењето на рамнотежа и на координација. Поставувањето на играчки предмети што го поттикнуваат бебето да се движи е одличен начин за поттикнување на проводувањето. Како што бебето ќе стекнува повеќе самодојорба, ќе почне да експериментира со самостојно стоење, обично на кратки периоди. Тоа е важна фаза, бидејќи учи да ја оддржува рамнотежата. Често пати, првите чекори доаѓаат спонтано, со мали, но несигурни движења. Иако може да завршат со падови, секој обид е голем успех и значаен напредок. Родителите треба да го охрабруваат бебето со позитивен став и поддршка. Нема потреба од притисок. Секој бебе напредува со свој ритм. Доколку детето покаже интерес за одење, може да му се понуди рака или да се користат безбедни потпори, како играчки што се туркаат. Кога бебето конечно ќе направи самостоен чекор, тоа е огромен момент на радост за целото семејство. По првите чекори, бебето брзо ќе напредува, учејќи да оди побрзо, да трча и да ги истражува сите агли на домот и надворешниот свет. Важно е секогаш да постои безбеден простор, кој што треба да биде ослободен од остри рабови, опасни предмети и лизгави површини. Со многу љубов и трпеливост, процесот на проводување станува едно незаборавно искуство за целото семејство. Значи, од кога ќе проводиме, ние започнуваме да одиме или да пешачиме. Пешачењето е многу битен елемент или активност на нашиот живот. Јас одам, ти одиш, тој таа оди, ние одиме, вие одите, тие одат. Одењето е движење, тоа е начин на практикување на слободата. Ослободување на просторот надвор и ослободување на просторот во мислите. Може да одиме на многу места. Можеме да одиме на гости, можеме да одиме на утакмица, можеме да одиме на кафе, можеме да одиме на ручек, на дејт, на изложба, во диско, на работа. Може некојаш и да не ни се оди на работа, но тоа е тоа. Сега за сега. Можеме да одиме на концерт, можеме да одиме во библиотека, можеме да одиме на факултет, можеме да одиме на одмор, зимски или на летен, можеме да одиме на пазар, на зелен или на цветен и сега го може и у курац да одиме. Ама денеска не за тоа. За тоа во некоја наредна прилика. Сите овие можности ги добиваме со одењето, со активноста која самата по себе ја дефинира слободата. Слободата да ги одведам мојве нозе во правец во кој сакам.
Веројатно низ историјата едни од најпознатите одачи би биле учениците на Аристотел, перипатетите. Аристотел има формирано една од најпознатите школи која се нарекувала перипатетичка. Таа била формирана во Атина и предавањата се одржувале во центарот на Атина, во Ликеот, кој што представувал еден прекрасен округ, еден монументален здивоодземачки простор кој нудел можност на двете страни, на учителот Аристотел и на учениците перипатетите да размислуваат, да творат, додека пешачеле инспирирани од целиот простор кој ги обкружува. Пешачењето е добар начин да се ослободиме од нашето доднување. Пешачењето е добар начин за интроспекција и најважно за пешачењето е што буквално е многу едноставно за изведување. Станувам од кревет, облекувам патики и тргам. Пешачењето е добар обид за станување чудотрагач и ослободување на нашиот мислење. Некогаш, кога ќе сум претерал во диско, а не сум сакал да сум душо грешен, ќе сум одлучил да си бидам угодувач сам на себе и да градоталкам додека не ја почувствувам повторно джагорливоста на мојот карактер, кој несвесно си проласкува додека деносонува за како може да изгледа Скопје. Но да се вратам на темата. Периодов направив неколку интервјуа и прашав неколку луѓе кога проделе, кај тргнале. Па ајде да ги видиме нивните одговори. Здраво. Кога прво на кај тргна? Не знам каде одам, а веќе сум отиден. Кога прво на кај тргна? На кај дедо. Кога прво на кај тргна, брат? На кај тато. И кога прво на кај тргна? Па, тргнав на Хајдмина. И кога прво на кај тргна? Кога продав на кај тргнав? На кај Македонија. И кога прво на кај тргна? Немам никаква реколекција на тоа. Напред. И кога прво на кај тргна? Па мислам дека на кај Кујна тргнав прво. Рад од секад мајка ме ставаше на Кујна на тоа таквото и ми беше safe space. И мислам дека на кај Кујна тргнав прва работа. И кога прво на кај тргна? Па не прво да технички одма протрчам. Кога прво кај тргна? Тргнав на кај Галичник. Па после тоа у Судница. И кога прво кај тргна? Не знам кај тргнав. Меѓутоа знам дека многу покасно продав некој Судница. И мајка ми ма кажа дека продава доста сигурно. Не задавам никакви знаци предходно. Само имам станата. Имам тргната. Мислам дека е тоа добро. И кога прво на кај тргна? Тргнав К15 да гледам. Кога прво на кај тргна? Како? Кога прво на кај тргна? Кога прво на кај тргна? На кај киблето. Think about it. Ако си муслим, знаеш. You know. Кога прво брат на кај тргна? Лево. Мислам. Ја кога продав? Кога прво на кај тргна, брат? Ја кога продав? На кај рапот. Вајда, така ми кажува. Не знам сега дали е било така или може сум скршнал по патот натаму, ама дефинитивно ме носело натаму патот. Првите чекори. Здравања. Hello. Кога прво на кај тргна? На лево. Кога прво брат на кај тргна? На напред. Кога прво на кај тргна? Никада. Кога прво кај тргна? А? Кога прво кај тргна? Која продев? Под звездите и сонцето. Одлично. И кога прво на кај тргна? Кога прво брат на кај тргна? Право. Кога прво брат на кај тргна? На кај Сала градски парк.
Кога проде брат, на кај тргна? На лево. Кога проде брат, кај тргна? Кај тргнав? На патот кон животот. Кога проде брат, на кај тргна? На Гейнфилд Роуд, Блюр. Проде брат, здраво, на кај тргна? На кај моите, бајде. Фер. Кога проде, на кај тргна Јана? На кај мајка ми вели. И кога продевте, на кај тргнавте? Во иднината. Некои проделе на лево, некои проделе на кај мајките, некои на кај кујната, некои на кај татковците, бабите, дедовците, но многу луѓе тргнале на кај иднината, и тоа на кај иднината лево. Веројатно, тоа е и мојот пат. Ќе одам во иднината, но во иднината лево. Односно, лево.